Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, да ви информирам дека ја бев тука во 8:03. Ово утро и не сум јас тој кој задоцни. Очекувам јавно признание од човекот преседани се случува. Капетанот на бродот кој ве води ни сутринските води, Ивица Боцевски. Точно, да, и се извинам однапред на гледачите и слушателите, да, моја одговорноста целосно ја превземам. Огромно кешки секој утро вака да биде. Огромно извинување и до нашиот гостин кој за наша срамота не чекаше да дојдеме во студиото ово утро. Добро утро за Кирил Божиновски, поранешен министер за финансии, човек активен во бизнисот и во политиката и еден од најдобрите познавачи на економските состојби во земјата. Добро утро за слушателите на Лидер Радио. Ви благодарам за најавата, Љупче, сум Кирил Миновски. Сум ве помешал. Во исто време бевте активни со Кирил Божиновски и токму затоа веројатно. Добро, Кирил Миновски, за разлика од Кирил Божиновски, нема судски процеси. Добре, тоа нема скандали. Црн хумор не ни е потребен. Се извинувам, Кирил, на вистина. Нема никаков проблем. Тоа е заради брзањето и од возбудата што не си ти тој што задосан собелева. Тоа е целата. Сега еве тука одговорната за администрација во Радио Лидер ќе замолам да ми даде сертификат со денешен датум дека јас денес не сум доцна. Да, затоа што нема да се повтори. А може и да го нема да се повтори. Значи одиме ќе одиме со политика. Да. Миновски, вие бевте така во едни бурни времиња министер за финансии. Но некако не престанаа тие бурни времиња до ден денес. Некако сме во некаква перманентна политичка криза. Мирни води не видовме од моментот кога падна вашата влада или владата во која бевте до ден денес. Мирни води нема во држава. Прашањето логично е, имате комуникација со политичари, со бизнисмени, со странци, со невладини организации, со се и се што. Кога ќе заврши ова лудило? Кога конечно Македонија ќе спласне во делот на тензиите во политиката, во делот на ако случува крај на свете и така натаму? Според мене многу е тешко да се предвиди кога македонскиот брод ќе заплови во мирни води, од проста причина што во моментот гледаме дека ја постојат сериозни поместувања на геополитички план и околу самата Европска унија и на Блискиот Исток, кои што директно влијаат на некој начин на она што се случува на Балканот. А за самиот Балкан познато е дека постои една перцепција дека тој представува еден проширен Блиски Исток во на некој начин во бироата на некој од водечките светски сили. Меѓутоа воедно треба да се земе во предвид дека на некој начин во голема мера и она што се случува на Балканот е лакмус на сите случувања и на Блискиот Исток, меѓутоа и во еден поширок регион. Сите тие нормално влијаат и на политичките и на економските случувања во Македонија и во моментот тешко е да се предвиди дали и кога тој брод наречен Македонија ќе заплови во мирни води. Меѓутоа покрај надворешните фактори кои што неминовно влијаат на случувањата во земјата, неопходна ни е и определена политичка стабилност во државата, кој што ќе ни овозможи на некој начин да подобро ги пребродиме овие проблеми. Нема да ве вовлекуваме ниту во внатрепартиски приказник нели на партијата од која доаѓате на ВМРО-ДПМН, нема да ве навлекуваме ниту во тоа да оценуваме бивши и сегашни политичари. Само ќе ве прашам за едно сценарио. Во саботата колегата Геровски пишуваше дека наводно имало план кој Заев се спротивставил на тој план, планот бил Груевски да се врати во Македонија и да изгласа и така да се дојде до уставни измени и да им одзема гласови на ВМРО-ДПМН. Вие го познавате и Груевски, го познавате и актуелното нели раководство на ВМРО-ДПМН, без да навлегуваме кој е прав, кој е крив. Би сакал да ја прашам, верувате ли дека такво нешто воопшто е можно да се случи или да се планира? Па искрено речено не ги знам сите сценарија во и околу политиката. Во моментот сум во еден
да кажеме подолг временски период надвор од овие политички случувања. Не сум директно инволвиран, меѓутоа не би можел да предвидам. Значи, не би можел да предвидам. Има ли нешто, нема ли нешто? Постојат определени, да кажеме, во јавност и шпекулации, меѓутоа, што би се случувало во иднината во тој сегмент е многу тешко да се предвиди. Во моментот имаме оваа политичка ситуација на теренот, која што на нас ни е позната, имаме опозиција и позиција, ќе видиме што ќе се случува. Сите на некој начин се фокусирани на престојните претседателски парламентарни избори, од исходот на, да кажеме, и на претседателските и на парламентарните избори ќе зависи одговорот на прашање со кој што отпочнавте емисијата. Што ќе се случува понатаму? Дали ќе имаме кој е патот до стабилност во собрание? Што треба да имаме за да имаме стабилна држава? Ја тоа не можам да си го одгатнам извинатиот период. Според мене стабилност доколку имаме сериозно мнозинство на идната влада, кој што ќе обезбеди без многу политички турбуленции и да на некој начин може да ја менаџира законодавната власт, односно да ги носи законите, меѓутоа без некои сериозни обструкции да се спроведуваат реформи. Тоа е власт која што може да донесе стабилност во Македонија. Ивица? Значи јасно мнозинство во собранието, тоа е. Па добро, анкетите тоа го покажуваат во моментот, затоа што имаме една единствена работа која што во моментов не е јасна е што станува со актуелната владеачка партија, затоа што делува дека таму имаат голема криза на довербата кај бирачите, тоа е едно. И второ, имаат веќе јасна, издвоена раскол, кој што го води Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Значи, покрај тоа што, ја го разбрав Лјупчо што прашува, тој прашува што овие најави, некои расколи и така натаму кај опозицијата, додека ги чекавме тие, се случи раскол кај власта. Па според мене тоа беше една долго најавувана активност од страна на градоначалникот на Куманово, Ве изненади? Која што на крај резултираше со формирање на една политичка партија, која што пледира да ги добие гласачите кои што на некој начин се разочарени од владеачката коалиција. Секако тоа ќе се одрази на контото на владеачката партија, меѓутоа какви ќе бидат репрекусиите на крај ќе зависи од распоредот на силите во идното собрание. Како ќе се позиционираат политичките партии, во минатото имаме гледано различни ситуации, да едно се декларира пред избори, потоа постизборно се коалицира, така да во тој сегмент е доста непредвидливо. Меѓутоа во моментот, како што гледам, таа партија делува опозицијски. Што и така ќе настапи на изборите, тоа е јасно. Да, а во албанскиот блок овие предвижувањата што се забележуваат, има ли конечно дуи противник? Сега во тој сегмент гледам дека постои определена фрагментација, постојат повеќе политички партии кои што пледираат да бидат дел од идната власт, сите од нив на некој начин во изминативе 7-8 години беа во власта, така да што ќе се случува исто така не знаеме. Дуе сепак една политичка структура која што веќе 23-4 години е на власт, така да има определено, има инфраструктура во државните институции. Предпоставувам дека одат на некои сигурни гласови. Не ми е познато какво е расположението. Да има и заситување. Според ова што излега во медиумите. Се разбира дека има заситување заради тоа што но останување 2 децении на власт сигурно има и определени негативности, определени разочарувања, меѓутоа во моментов треба пред се не само да се следат оние анкети, најголемата анкета според мене е денот на изборите. Денот на изборите ќе покажат каков ќе биде распоредот на политичките сили. Добро, ајде да влеземе во темите на денот, ако можам така да ги наречам. Како и секогаш, ова есенска сезона, доцна есенска сезона ја отвара извештајот за напредок на Европската комисија. Кај нас тоа традиционално почнува со плитки препукувања, меѓутоа со вас сме зборувале дека тие документи имаат една друга
една друга црта која што е мощна, битна и мощна, значајна. Ајде прво да почнеме со една политичка оценка од Кирил Миновски пред да влеземе во делот каде што очекуваме ваква експертиза, односно очекувавте ли ваков извештај од Европската унија? Па овој извештај на некој начин е објективна слика на случувањата во Македонија и општествено и политички и економски случувања и на некој начин ја одразува реалноста во која што ние живееме, така да на извештаите работат тимови од експерти. Во одредени моменти може да има вордингот кој што се користи од страна на Европската комисија да има определени нијанси, поблаги или поостри. Меѓутоа во овој случај очигледно е дека постојат определени општествени состојби за кои што може да се реагира и од тие причини имаме таков извештај. Миновски, јас имав едно толкување, викендов имав една интензивна средба со еден висок функционер на СДСМ кој работи толку на евроатлантската интеграција на Македонија. Тој ми рече дека нормално е дека ќе имаме стагнација и уназадување, затоа што во изминатиот период од 2017 па наваму тие толку многу се отвориле кон европските интеграции, толку многу сме отишле напред, што веќе не ни може да се оди понапред од тоа. И затоа сега и сега или ќе се враќаме назад или ќе стагнираме. Значи, Европа тоа што не го препозна Билипчо. Како не го препозна? Па извештав не вика така. Па добро сега, јас се обидувам, ја ви кажам, да застапиме втората страна. Чека се остави втората страна. Само нешто да прашам околу ова. Значи, вие бевте во владата и кога во 2015 година Груевски го добио на извештај врачен нему лично пред камери од Ајворав, кај што Македонија беше определена како заробена држава. Таа оценка остани во 2016 кога Емил Димитриев го прими извештај за Самуел Жбогар, новиот европски амбасадор. Имаше некојаш дилеми кај едниот и кај другиот дали воопшто да го примат извештајот пред камери од евроамбасадорите или немаш. Зашто сега видовме ситуација кога премиерот избра да оди на журка со пиво во Скопска пивара. Генерално постојат определени пракси кои што треба да се почитуваат. Доколку тоа е воспоставена пракса, требало независно од содржината на извештајот и премиерот и сегашниот премиер да најде начин да биде присутен на тој настан со оглед на тоа дека во изминативе, да кажеме, 2 децении, скоро од 2005 година, а и претходно, главна стратешка цел е европската интеграција. Ако толку говориме за таа европска интеграција и во изминатиот временски период жртвувавме многу работи кои што пред се го засега македонскиот народ. Сметам дека треба да се најде начин како да се присуствува на овој чин, да се покаже на некој начин она што го нарекуваат американците commitment, или да се покаже заложба дека навистина сакаме да направиме определен прогрес, дека тој извештај ни значи и преку истиот кој што рефлектира некаква состојба во општеството, во економијата, ние ќе настојуваме да ги критиките да ги прифатиме на еден соодветен начин и да настојуваме да ги елиминираме тие аномалии. Сега кога говориме за овие извештаи, треба да кажеме дека во изминатиот период во голема мера на некој начин и на ниво на Европска унија постоеше едно несоодветно однесување кон нас со оглед на тоа дека и држави кои што значително заостануваа во овој процес на реформи беа интегрирани пред нас во Европската унија и сега гледаме дека се отвараат врати на други држави кои што реално се сигурно поназад во овие реформски процеси, меѓутоа тоа не значи дека треба кај нас да има олабавување, да се самозадоволуваме со некакви флоскули дека е направено многу во изминатиот временски период. Не е направено. Гледаме што се случува секојдневно и во економијата и во некои од клучните сфери на општествено живење, во образованието, во здравството, во Пред да одиме со пауза, Миновски, на почетокот кажавте дека канцелариите на светските на сериозните држави
надворешните политики на сериозните држави нас овде не гледаат како продолжен Блиски исток. Ова е сериозно да се размисли човек е, особено пак кога ќе видите како се однесуваат, нели, кон нас во изминатите години. Прашање затоа што Блискиот исток очигледно гори периодов. Од друга страна имаме една заглавена европска перспектива за целиот регион, тука и Србија, тука и Босна. Сега видовме тоа што Ивица долго го најавувавме, особено Ивица, дека Грција и удри вето и на Албанија за членство во Европската унија, па да видиме до декември. Значи, ќе биде, сега за сега е... сега за сега имаат вето. Да. Па ќе видиме што ќе се случи. Очигледно ќе додржи, затоа што очигледно и не е само Грција таа идеја. Дали тој блиско-источен синдром може да се провлечи и тука? Според Косово исто е проблематично, како и обично. Според мене Европската унија треба да има малку по-проактивен пристап кон овој регион и да даде јасна перспектива на интеграцијата. Познато е дека проширувањето на Европската унија се одвиваше во неколку бранови. Еден голем бран беше во 2004 година, кога цела средна и источна Европа беше интегрирана. Интеграцијата на Западен Балкан на со вкупно население од околу 15 на милиони луѓе Романија е на некој начин помало од Романија, меѓутоа воедно ќе значи и стабилизирање на надворешните граници на Европската унија, меѓутоа и затварање на отворените политички прашања кои што постојат на Балканот, а бенефитите и за земјите членки на Европската унија, како и за жителите во овој регион кој што го нарекува Западен Балкан, ќе бидат поголеми. Сметам дека таквата интеграција не представува проблем, имајќи ги во предвид сите овие параметри кои што ги говоревме, таа ќе донесе стабилност и ќе обезбеди и посигурни граници за самата Европска унија. Само едно меѓу прашање, Миновски, ова исто да се однесува и за ова меѓу чекор што сега се дискутира односно прва интеграција во единствениот пазар пред полноправно членство? И таа алтернатива според мене е прифатлива за Македонија. Добивање на статус кој што ќе значи интеграција на единствениот пазар, статус кој што го имаат земјите членки на ЕФТА, ќе донесе многу бенефиции за Македонија. Ние ќе ги почувствуваме сите оние привилегии кои што се поврзани со елементарните слободи. Нешто што не е четирите слободи, кои што ги и извештајот ги третира. Значи, извештајот е структуриран на база на тие параметри и вредности кои што ги промовира Европската унија. Доколку ние добиеме пристап на Европската унија, тоа драматично ќе смени и економијата, меѓутоа и генерално сметам дека ќе има и политички импликации позитивни. Тука мораме да одиме се на кратка пауза и да блиснеме водичка, затоа што Љупчо Златев заминува во Лондон, овакво. Нека крал Петар ќе се врати, овакво. Добро, може јас да побарам. Оглед на состојбиве овде. Не си ти таков, добро. Фамилијата ми овде инаку. И не само тоа, и башка без златото на државата одиш, така што не си крал Петар, ако можеме да не. Меѓутоа, водичка со Кире спремивме, ќе ја блиснеме вака пред да среќен пат. Добро, сега поради политикиве на аеродромиве не можам да носам вода поише од 100 милилитри. Знаеш, проблем. Ова во веќе, да. Ти благодарам, Ивице, до петок, односно те оставам сам. Да, нема со тимот на Радио Лидер, ќе се обидам да ти бидам продуцент нели од Лондон, а може и да ти се убацам да избркам некои гости на кои е потребно, што нови генерации дури не знаеш што е, не ме оставете сам од каде е, кога е и така. Видовте, знаеме тоа од Киро Глигоров, сврчителе до толку, ама знаеш, немој за ситуација може и како Иван Самирчевски да избркам некој од студио, така. А, директно вклучување од Лондон. Да, од Piccadilly Circus. Директно вклучување. Ви благодарам многу, почитувани слушатели, останете со Ивица. Веруете, Ивица е многу по... Јас само да најам ке прекршам под музичката политика на Радио Лидер и ке ти испратам со една песна од Вериса Ристевска на крај на емисијата. Добро, не знам дали ја имаме у систем. Ќе најдеме. И најбитна работа, почитувани слушатели, од утре па натаму
доколку оваа емисија доцни, јас не сум крив. Добро. Значи, очигледно да расчистиме, да видиме, ај заштитен знак ние што касниме секој сабајле, ама од утре па никако натаму немој тоа. до петок, ако касните, Немој. тука кај Ивица ќе ја барате одговорноста, не кај мене. Кирил ми беше мило, малку кратко поразговаравме, сакам повеќе да поразговараме, ќе имаме и наредни прилики и да ти се извинам уште еднаш. Ни се смеат слушателите, велат кај вика касните, па и му го промашивте името на човекот. Стварно несериозно од наша страна, мора од моја страна е да бидам вака. Си индивидуализира тука одговорност. Но со пола памет сум, знаеш, на друго место, така што ти се извинувам на вистина. Среќен пат. Одиме со реклами, па се враќаме, почитувани слушатели, со Ивица Боцевски и Еспресо со Боцевски. Почитувани гледачи и слушатели, добре дојдовте повторно на фреквенцијата на Радио Лидер. Овој пат продолжуваме со Еспресо со Боцевски, затоа што, како што веќе спомнавме, Љупче ќе не биде службено отсутен некое време. Миновски, покрај извештајот на Европската комисија, исто така пристигна извештај на Светската банка, едно релевантно тело кое што ги следи македонските следи Македонија институционално. Прашањето што сакам да ти го поставам е многу едноставно, односно методолошки прво да видиме има ли разлика во начинот на кој што едната и другата институција ги подготвува своите извештаи? Што е слично, што е различно? Слично е што методологијата во главном се поклопува и Светска банка и Европската комисија имаат методи на интервјуа во кои што во дадени моменти, во дадени ситуации се запознаваат со состојбите во институцијата и ги користат релевантните статистички податоци кои што ги има Државниот завод за статистика. На основ на тие информации од овие извори се разбира дека кај извештајот на Европската комисија има дополнително информации кои што ги добиваат и од невладини организации, од социјални партнери, се концепира извештај врз основа на кој што се идентификува постоечката состојба во процесот на евроинтеграција, односно се утврдува до каде е државата во спроведување на оние реформи за кои што четирите слободи кои што треба да обезбедат, за слушателите треба да кажеме, кои што треба да обезбедат интеграција на Македонија на заедничкиот европски пазар, заради тоа што самата приказна за Европска унија почнува како и се уште тоа централно прашање и тоа е главна причина зашто постојат овие заложби е пристап до единствениот пазар, пристап до прени стандарди кои што треба на граѓаните да им донесат подобар живот. Да кажеме со поедноставена терминологија, заради тоа што често пати ги мистифицираме овие работи, извештаи, ЕУ интеграции. Што е целта? Целта е да имаме повисок животен стандард, граѓаните да ги уживаат сите слободи кои што ги прокламира Европската унија, да можат слободно да патуваат, слободно да работат, да студираат во земјите членки на Европска унија, секако дека постојат бројни бенефити кои што доколку имаме пристап на тој единствен пазар ќе ги уживаме и ние. Точно, и плюс истите тие работи треба да бидат обезбедени на граѓаните и на фирмите од унијата, од државите членки. Значи тие може да доаѓаат тука, да стопанисуваат тука, нашите може да одат таму, да стопанисуваат таму како равноправни граѓани. Токму така, затоа и во самиот извештај еден од битните параметри е способноста на економијата да го издржи конкурентскиот притисок на заедничкиот пазар. Тоа значи дека бенефитот кој што ќе го имаат граѓаните и фирмите ќе биде голем, заради тоа што конкуренцијата ќе донесе промена и на внатрешен план и ќе создаде нови услови, нови перспективи за оние предприемачки ориентирани граѓани за развој на нивните бизнеси. Значи што е различно кај Светска банка тука? Фокусот е различно таму? Овдека има во делот на Европска комисија имаме и други сфери кои што се офатени, например судството е офатено, политичкиот систем е офатен, кај Светска банка главниот фокус е на економијата. Јасно. Меѓутоа тие се испреплетени на некој начин. Кога говори некој за корупцијата, таа влијае на целокупната економија, на деловното обкружување, директно влијае. Ајде да одиме, сега го немаме тука како соговорник, меѓутоа да се обидеме да полемизираме со вице-премиерот Битичи. Тој вели дека
Македонија нема висок буџетски дефицит. Како доаѓа до таа математика, кога видиме дека само во последните 4 години дефицитот е зголемен за 2,7 милиарди евра. Малте не удвоен. Сите анализи покажуваат дека имаме пораст на јавниот долг. Пораст на јавниот долг генерално се должи на високите буџетски дефицити кои што ги имавме изминатите 4-5 години, кои што донесува зголемување на долгот во апсолутен износ од повеќе од 3,5-4 милиарди евра, така да... Но те вели не треба тоа денес, за сега треба да го гледаме само процентот од бруто домашниот производ. Па и како процент од бруто домашниот производ имаме зголемување на јавниот долг од 47% во 2016 година на над 60%, сега малку се намали долгот со одредени исплати кои што се направија, меѓутоа се најавени нови задолжувања, така да ќе се движиме нонстоп на таа граница, над границата од 60%, која што на некој начин е некаков си параметар за висока задолженост на една економија. Од тој аспект сметам дека можеше многу подобро да се управува јавниот долг и да се искористи оној златен период во кој што висината на каматните стапки беше негативна, за да се преструктурира долго, за да се на некој начин антиципираат евентуалните лоши економски настани. Генерално сите ќе одобревме вакво зголемување драматично на јавниот долг доколку видевме крупни инфраструктурни проекти. Без разлика што над 10%, 13% во апсолутни бројки зборуваме се удвоил буџетскиот дефицит, не гледаме дека нешто се случува. Генерално не видовме нов автопат, напротив, со брзина на полжав се движи овој Ичево струга. Понатаму не видовме значајни вложувања во енергетиката, во другите области. Каде отидоа овие пари? Па тоа е проблем во одредени случаи основната цел на задолжувањето е да со него не се гасат пожари на некој начин, туку и да се обезбеди некаков ефект на мултипликатор, а тој се обезбедува преку капитални инвестиции. Доколку следиме да објасниме што е тоа, зашто не студирале сите капитални економија. инвестиции се средства кои што се наменети за градење на инфраструктура, на различен вид на инфраструктура, пред се да кажеме патишта, железници, болници кои што на долг временски период носат некаков ефект во смисла на тоа дека ја ангажираат економијата, ја ангажираат градежната оператива. Ако изградиме пат или железница, таа има дополнително позитивно влијание заради тоа што ја забрзува комуникацијата, создава можности за забрзан превоз на стоки и услуги. И од тој аспект има директно влијание врз економијата и заради тоа се смета дека капиталните расходи на некои трошоци имаат ефект на мултипликатор, значи влијаат позитивно дополнително на економијата. Не ги сметаме за чист трошок, например како што е онаа позната флоскула која што редовно ја користат новинарите кога ги прашуваат министрите за финансии дали ќе ги изимаме парите од евроврсниците за плати и пензии. Да, за плати и пензии на некој начин тоа е непродуктивно трошење, меѓутоа од друга страна влијае на зголемување на потрошувачката генерално. Меѓутоа ефектот на капиталните инвестиции е многу поголем. Во изминатите години, наместо да ги користиме и оние средства кои што беа алоцирани за капитални инвестиции, ние гледаме дека имаме еден лош проектен менаџмент заради суштината на сите на користењето на средствата за капитални инвестиции и во сферата на патната инфраструктура и на енергетската инфраструктура е во постоење на тимови кои што ќе знаат како тие алоцирани средства да ги искористат на соодветен начин, заради тоа што се што е алоцирано треба да се искористи заради овие бенефити кои што ги имаат граѓаните. Меѓутоа гледаме дека главниот патниот правец Охрид-Кичево е заглавен. Имаме најава за капитална инвестиција во делот на патната инфраструктура, тоа е автопатот Кичево Скопје од другава страна. Скопје, да. Значи каде што имаме најави исплатени со определени финансиски средства, меѓутоа не гледаме се уште дека нешто се случува реално на теренот. Еве се има нов скандал околу Чебрени галиште, гледам. Чебрени галиште е еден од корупцијалните проекти дизајниран уште пред 20-30 години во кој што треба да обезбеди економска сигурност и за Република Македонија, меѓутоа гледаме дека
таму се прават некакви договори кои што се несоодветни, кои што долгорочно може да предизвикаат огромни штети во случај на некакви меѓународни спорови. Веќе имаме такви ситуации, од тој аспект треба да се биде внимателен при склучување на овие договори, заради тоа што понатаму тие креираат дополнителни обврски. Ке се вратим пак на сакам да прашам, проверивте ли на калкулатор кој што Заев го најави кога вие бевте министер за финансии за јавниот долг, каква е состојбата тогаш и сега? Врти ли бројчаникот? Па тој калкулатор беше на Ману. На Ману беше? На Ману беше калкулаторот, меѓутоа не гледаме дека нешто Ману има проактивен однос како има на веб некаде? Не бе, мислам дека престана да работи веднаш штом настана промена на власт, меѓутоа исто така и таа критична економска јавност која што беше прилично загрижена за висината на долгот до 47%, изминативе години е прилично тивка, не го критикува задолжувањето, не прави анализи. Јас се сеќам кога на далеко понизок долг Шекеринска зборуваше дека ќе сме си ги заглозале внуците. И децата, и нивната иднина и така натаму. Сега не гледам некоја си голема, како би рекол тоа, некоја голема грижа за децата, внуците во собрание. Па не знам дали генералнова јавност има зафатено апатија, не знам навистина што се случува или нешто друго се случило во меѓувреме, меѓутоа очигледно дека веќе не ги интересира за задолжувањето, не е таква тема како што беше некаде во 2016 година. Кои се причините не ми се познати, меѓутоа калкулаторот за долгот би било добро доколку Ману може да го активира. А овој бројчаникот на Триумфалната порта тој не ни проработи? Бројчаникот беше наменет за сметам дека за враќање на парите кои што евентуално ќе бидат докажани од случаите на корупција. Пак го докажа каучот на катица. Не знам дали е преведено тоа, не е битно. Меѓутоа, одиме понатаму кога сме веќе на тема на макроекономија. Што велат извештаите за стапката на економскиот раст во Македонија? Доколку ја следиме стапката на економскиот раст, колку што се сеќавам во некаде во 2017 година кога заврши мојот мандат како министер, беа најавувани стапки на раст од над 5% годишно. Доколку ги анализираме стапките на раст во изминатите 4 години, просечното ниво на раст е некаде 1,6%, значи тоа е сериозно потврлање. А освен тоа, доколку го анализираме растот пер капита, ќе видиме дека веќе државите од соседството во минатото се правеа некои шали во поглед на тоа дека наш сосед на западот била Албанија, меѓутоа денеска таа шала мислам дека повеќе не можеме да кажеме дека е валидна заради тоа што Република Албанија има повисока стапка на бруто домашен производ по глава на жител од Македонија. И не го загрижува тоа? Не ги загрижува одговорните од економскиот дел? Па според мене би требало да ги загрижи заради тоа што очигледно Заев каже дека блескаме, нели? Во регионот се случуваат работи, очигледно е дека соседите си имаат преструктурирано на внатрешен план, креираат услови за развој на економијата, имаат инвестиции споредбено со нас. Доколку поминеме било кој граничен премин, ќе видиме дека имаме многу подинамична економија. Доволно е да погледнеме само колку камиони имаме, еве доколку идеме по коридорот 10 во Белград, доколку се оди од Ниш до Белград, ќе се види каква е фреквенцијата на автопатот и каква е споредено со Ниш Скопје. Во една анализа прочитав дека вие тврдите дека во Македонија имало пад на реални плати. Што значи тоа? Падот на реалните плати официјално го има потврдено Државен завод за ревизија, за статистика. Така да и на официјалната страна на Министерството. Тоа значи дека и покрај номиналната вредност, значи добиваме некој си да кажеме еве плата од 10.000 денари. Доколку добиваме плата од 10.000 денари, меѓутоа и таа номинално порасне за 100 денари, а во меѓувреме цените пораснале за 20%, во тој случај со таа номинална плата од не знам 11.000 денари, ние ќе можеме да купиме помалку стоки и услуги во продавница. Тоа значи дека реалната вредност на платите и покрај номиналното зголемување, заради тоа што цело време се говори дека номинално се зголемени платите, во реалноста реалната вредност на парите кои што ги добиваат граѓаните може да ја осетат на касите во супермаркетите. Кога ќе отидат во супермаркет,
гледаат какава е реалната вредност на платите. Професорот Трајко Славевски тука во нашава емисија зборуваше дека проблемот во Македонија е што инфлацијата е далеку повисока од она базична инфлација која што се забележа како резултат на војната во Украина, руската инвазија врз Украина, порастот на енергенсите. Се согласувате со мислењето на професорот? Да, тоа е точна констатација. Кај нас стапката на инфлацијата е повисока од таа што е на ниво на еврозоната. И на што се темели тоа? Тоа се темели, генерално имаме два сета на мерки. Едните се во делот на монетарна политика, каде што имаме зголемување на каматните стапки и со тоа се намалува масата на пари во оптека. Вторите мерки пред се ова се должи на фискалните мерки. Пред се должи на дефицитот, се должи на тоа што се зголемуваат со политичка одлука платите, со што се креираат услови за инфлација. Дополнителен проблем представува и тоа што не се регулираат цените. Значи се прават некои обиди во делот на регулацијата, кај нас постојат и определени олигополски структури кои што дополнително ги зголемуваат маржите, ја искористуваат неизвестноста и ја зголемуваат инфлацијата, што комплетниот товар на овие случувања го пренесуваат на крајниот потрошувач. И заради тоа граѓаните овие прокламирани да кажеме изјави за тоа дека се бориме со инфлацијата не ги чувствуваат. Каде ќе гласираме овие монополи и олигополи во македонската економија? Па тоа може да бидат увозници, ланци на супермаркети, трговци кои што на некој начин генерално ги зголемуваат своите маржи. Меѓутоа, ако државата влезе во регулација, ќе рипнат сите дека се нарушуваат пазарните принципи. Дали е тоа така? Пазарните државата е, да кажеме, апарат кој што треба да влие корективно на пазарот. Во определен случај пазарот, иако јас сум приврзаник, нека пазарот, понудата и побарувачката на некој начин се клучот во економијата и се најзначајни при креирањето на економските политики, треба да се земе во предвид дека државата мора да влие на начин што ќе ги заштити интересите на нејзините граѓани. Пред се во поглед на оние основни животни продукти кои што влијаат на потрошувачката корпа. Добро, Јадам Смит вели нели дека во своето клучно дело секоја средба на моќните и богатите заговор против слободниот пазар. Таму нели ја влечеме и оваа работа дека монополите и олигополите треба да бидат предмет на регулатива, предмет на државен интервенционизам дури и во чисто пазарно стопанство. Па доколку идеал за пазарот е се Соединетите американски држави и таму имаме политика уште во 1922 година во кој што е донесена антимонополското законодавство, чија што основна цел е да се елиминираат олигополите и монополите и да се обезбеди конкуренција. Заради тоа што ваквите ограничувања влијаат на зголемување на цените и ја зголемуваат инфлацијата. Државата мора да реагира заради тоа што државата е регулатор на пазарот. Јасно. Одиме повторно со една куса пауза. А потоа кога ќе се вратиме ќе се осврнеме на другите делови од критиките кои што се дојде не само со извештајот на ЕУ, туку и од извештајот на Светската банка, како и од проблемите со кои што се соочува македонската економија. Еве не повторно во студиото на Радио Лидер. Наш гостин утринава е Кирил Миновски, поранешен министар за финансии, доктор на науки, консултант, менаџер и така натаму. Кирил, дискутиравме главно за овие макроекономскиве теми. Ај се да отидеме малку подлабоко. Извештајот нотира значајни слабости во делот околу јавните набавки, во делот околу постапките за доделување на тендери и посебно го издвојува скандалот кој што долго време ја тресеше Македонија, односно непосредната спогодба за изградба на дел од коридорот 8 помеѓу Република Македонија и Бехтел и Енка. Го анализиравме и овдека извештајот, меѓутоа да се повикаме на твојата експертиза, што е спорно за Европската унија овој? Па според мене во делот на јавни набавки главниот елемент кој што е спорен се тие така наречени договори во кои што се даваат во 4 очи или во кои што нема
не постои конкуренција, во кој што немаме повеќе понудувачи. Да подсетам дека во претходниот период постоеше еден закон во кој што за јавни набавки кој што предвидуваше постоење на уште едно тело, тоа се викаше Совет за јавни набавки. Советот за јавни набавки беше корективен механизам во процесот на јавни набавки, даваше совети за тоа каква треба да биде определен вид на техничка документација или тендерска документација, значи беа искрирани стандардни форми на тендерски досија, со што се зголемуваше транспарентноста на тој процес и воедно во претходната верзија на тој закон за јавни набавки кој што подоцна беше измена за да може во главно да имаме договори во 4 очи, имаше конкуренција. Конкуренцијата е најбитна за транспарентен процес на јавни набавки. Сега гледаме дека во извештајот се критикуваат ваквите договори во кои што не постои конкуренцијата, заради тоа што добро е постоење на конкуренција и заради транспарентност или заради избегнување на коруптивни практики. И тоа е потенцирано овдека заради тоа што сметам дека не станува збор само за Бехтеленка, иако е издвоено, имаме огромен број на тендери кои што се дадени на некој начин во 4 очи, постојат и други, да кажеме, невладини кои што ги следат јавните набавки, кои што го имаат исто така. А во однос на она што постојано го збориме, она јавните набавки за време на короната, која беше вонредна состојбата, без разлика што е вонредна состојба, се знае зошто е вонредна состојба. Има ли државата механизми да ги испита и овие јавни набавки? Постои биро за јавни набавки, треба да постои електронска трага од сите спроведени јавни набавки. Независно што била вонредна состојба? Независно што е вонредна состојба, тие мора да секаде постои, мора да постои евиденција што е спроведено, што е набавено, која била потребата, кој го изготвил тендерското досие и на основ на тоа да се види дали постоела таква потреба, не постоела, на кои параметри базирала таа јавна набавка, какви биле цените, референтните цени. Постои потреба за испитување, меѓутоа кога се прават најдобре, кога се говори и од аспект на контролата, постои контрола која што се прави однапред, се вика екс анте, и контрола која што се прави после одреден процес кој што се вика екс пост. Најдобре е кога однапред се превенираат работите, заради тоа што како насреден оџе што го тепа. Гледаме дека после тоа тие преиспитувања, контроли во главном дека очигледно е дека не постои голем капацитет за да се испита, да се исконтролираат работите или да нешто се искоригира. Значи најдобро е да се превенираат работите според. И се според вас овој Советот за јавни набавки зашто го зголемуваше бројот на очи што ги гледаат договорите, претпоставам дека внесуваше некоја транспарентност. Зошто тоа се разби? Тоа беше критикувано и во извештајот на ЕУ кога владава леташе во некои висини, нели, европски, дека е лошо. Според мене, добро е во тој процес да имаме поголема контрола и поголема транспарентност и повеќе институции кои што ги следат јавните набавки. Секогаш кога станува збор за јавни пари, секогаш постои простор за злоупотреби. Колку е помала контролата, колку е поголема моќта на оние кои што ги спроведуваат јавните набавки, постои поголем ризик за проневера на јавни пари. Вие бевте и критичар додека бевте министер за финансии на условно кажано тој обичај што се створи во Македонија, јавната администрација се користи како поле на партиите за партиски вработувања. И жестоко и тогаш го критикувавте, жестоко и сега го критикувавте. Има ли поместување во овие 7 години во тој дел? Според мене немаме поместување, тоа го нотира извештајот. Една од клучните реформи кои што се бара да ја спроведат земјите кандидати е реформа на јавната администрација. Не постои никакво поместување, имавме најави дека ќе бидат дека ќе се реформира администрацијата, не гледаме никаква реформа, се отиде во, да кажеме, исто така во една партизација на јавната администрација. Од друга страна, постојат практики за добро управување кои што декларативно се прифатени од страна на Министерството за информатичко општество и администрација од владата, кои што не се спроведуваат. Тоа се практики на ОЕЦД. Во делот на дигитализација гледаме дека ништо не е поместено, тоа го нотира и самиот извештај. Тоа се сериозни слабости кои што ја намалуваат ефикасноста на институциите, меѓутоа воедно им прават проблеми на граѓаните. Ние гледаме сега еве и со пасошите и со личните карти дека
за Македонија со популација од 2 милиони луѓе представува проблем тие да бидат издадени. Дигитализацијата исто така креира други проблеми во делот на наплата на даноците. Гледаме дека исто така е нотирана намалена наплата на даноците. Значи поголемата дигитализација ќе создаде и поголем простор за поефикасно делување на УЈП. УЈП е дел од во рамките на портфолиото на Министерството за финансии. Имаме и друг сегмент на исто така на царината, кој што исто така треба да се, иако имаме дел дигитализација, треба и понатаму да се унапреди тој процес, да имаме поефикасна царина и забрзан процес на прекугранична трговија. Сите тие процеси зависат од лидершипот, од луѓето кои што ги водат институциите, заради тоа што во самите институции често пати постои отпор за промени, не постои соодветен кадар или главно се вработува партиски кадар. Ние имаме неефикасни институции. Без неефикасни институции имаме простор за корупција и имаме држава која што е неефикасна. И се диагнозата не е јасна. Има ли Македонија капацитет да направи промена, да направи исчекор? Македонија има капацитет, меѓутоа во Македонија промените, а не само Македонија, генерално и секаде во оние позитивни примери во светот доаѓаат од горе надоле, така да преку личен пример и преку јасна визија може да се променат работите. Во овој дел, во делот на реформата на јавната администрација, мислам дека тие реформи можат многу брзо да се спроведат, да се стави акцент на еден ефикасен проектен менеджмент, на една дигитализација. Во делот на капиталните инвестиции исто така треба да се понудат некои решенија кои што се, да кажеме, македонскиот израз би бил надвор од кутија, англискиот out of the box, во кој што ние како мала држава ќе искористиме нашата флексибилност, заради тоа што кога сме мали можеби имаме проблем со големината на пазарот, меѓутоа имаме можности за флексибилност. Во таа сфера можеме ние да искреираме услови да, например, Македонија стане центар каде што ќе се привлечат млади луѓе, IT номади, ќе се привлечат компании кои што се во сферата на истражување и развој. Значи, има Македонија потенцијал, агробизнисот се уште е едно поле кое што е недоволно искористено. Ако некаде во 1914 година некои француски експерти правеле анализи во кои што тогашната територија Македонија можела да храни популација која што е 4 пати поголема од бројот на незината популација, во современи услови можеме да замислиме што можем во делот на производство на храна да прави Македонија. Ние сме нето увозник на храна. Добро, ама не точно, меѓутоа ја следите понудата која што е во моментов на политичката сцена. Има ли во моментов опозицијата кохерентна понуда? За понудата треба сега да ја видиме што ќе биде вклучено во програмата на престојните парламентарни избори. Значи, тоа е тоа. Постои еден континуитет на економски политики кои што опозицијата во делот на странските инвестиции. Во делот на странските инвестиции, во делот на деловното обкружување. Може да се врати повторно на систем за странски инвестиции кој што даваш резултати? Може да се врати, меѓутоа тоа ќе чини. Што Србија го копираш и го пристигне. Ќе чини пари заради тоа што луѓето кои што најголема инвестиција која што прави разлика се луѓето кои што работеа во Инвест Македонија, во Агенцијата за странски директни инвестиции и промоција на извозот. Голем дел од тие веќе не се во агенцијата работат или во приватен сектор или се заминати надвор од државата. Дел работа за други агенции, знам дека неколку од тие промотори работат во Соединетите Американски држави, некои работат за канадската агенција за привлекување на инвестиции. Овој детал, значи, ги препозна квалитетите во тој дел и други агенции на други земји ги кооптира овие наши промотери кои што работеа на активно привлекување инвестиции, дава резултати се. Дава резултати со оглед на тоа дека се работеше за квалитетни луѓе, тие се веќе ангажирани во други држави и влијаат на развојот на економијата на други држави. Освен тоа, постоеше и посебен систем со дата база на податоци за така наречени лидови, значи контакти, дата база со податоци за фирми кои што се контактирани и што е разговарано на состаноците. Сето тоа создаваше услови да со една проактивна политика Македонија ги искористи предностите кои што на почетокот на емисијата говоревме за геополитички промени. Геополитичките промени
носат и определена нова блоковска поделеност и во економијата. Да разјасниме, значи до пред 24 февруари 2022 сите зборуваа за светот на глобализацијата. Значи требаше да има пазар на целиот свет, нели, да се намалуваат овие пречките за трговија и царински и нецарински и така натаму. Меѓутоа очигледно е дека да речеме руската инвазија го даде последниот можеме да последната шајка во ковчегот на глобализацијата. Меѓутоа уште предходно претседателот Трамп сите го критикуваа кога тргна блоковски, сега гледаме претседателот Бајден само ја надгради таа негова политика. Значи светот се дели во блокови. Македонија очигледно ќе припаѓа во блокот оивичен со Европската унија и Соединените американски држави. Тоа за нас носи ризици, но носи и можности. Кои се можностите? Тоа да видиме. Можностите пред се во делот на така наречениот, тоа се нарекува nearshoring. Тоа значи дека заради блоковската поделеност да голем дел од производите кои што се произведуваат во да кажеме во другиот блок, односно во тој блок кој што се крира каде што Кина и Русија, во земјите членки од Европска унија, а исто така и во Соединетите американски држави се заменуваат со увоз од држави кои што влегуваат во, да кажеме, во нивната сфера на интерес или кои што генерално клонат кон интеграција, кон евроатлантска интеграција. Тие предности треба да се искористат доколку сме доволно флексибилни да дел од тие производствени капацитети или бидат направени овдека или да со една проактивна политика се стимулираат странски инвеститори кои што би дошле во Македонија, би инвестирале и генерално би ја користеле како еден хаб за извоз на нивните производи на европските и американските пазари. Така да таа предност која што ни се нуди треба да ја искористиме заради тоа што не е доволно само да се збори за еден политички процес, туку неопходно е да се направи онаа разлика која што им е значајна на граѓаните, на граѓаните им е неопходно да добиваат повеќе средства не номинално, туку реално, за да можат да имаат повисок животен стандард, да ги задоволат своите потреби. Еве да наш редовен слушател вели дека првата влада на Заев стапи на должност 1 јуни, локалните избори завршени на 29 октомври, на 9 ноември се донесени измените на законот со кој што се укина Советот на јавни набавки. Значи, меѓу првите реформски потези бил да се да се врати крадењето, еве така да го кажеме народски, односно да се намали транспарентноста во делот на јавните набавки. Условно кажано, што е трагично мака кога се гледаат работиве во меѓувреме. Миновски, очекувате ли во делот на предходниот дел што го зборував, меритократијата, професионализација на државната служба, понатаму отсуство на овие политички вмешувања каде доделување на дозволи, лиценци и така натаму, созрели Македонија и созрели опозицијата да може да понуди еден ваков проект? Па според мене, ако не созрела опозицијата, во тој случај не ни треба да доаѓа и да биде идна власт, нити па да се нуди да биде идна власт. Значи, општеството созрела по вас. Неопходно е дека постои една апатија кај луѓето. Луѓето не веруваат генерално во политичарите и во нивната искреност, во нивните искрени намери. Од тоа причина сметам дека сензибилитетот за наредната власт ќе биде многу поголем и дека очекувањата ќе бидат многу големи, најповеќе во делот на корупцијата и во криминалот, заради тоа што тоа е рак рана на општеството, на македонското општество, со тоа и на македонската економија. Тоа е еден тек кој што околу вратот на Македонија кој што не влече надоле. Благодарение на тој тек ние имаме вакви олигополи, монополи, имаме некои олигархиски структури кои што ја држат Македонија надвор од да кажеме сите светски и да кажеме европски текови и во поглед на економијата, заради тоа што доколку се зголеми отвореноста на нашава економија, доколку имаме поголем проток на идеи, доколку успееме на некој начин да ги добиеме, да го добиеме тој пристап на заедничкиот европски пазар, обичниот граѓанин ги почувствува бенефитите. Долго време во тој процес на транзиција, наместо да транзитираме во едно
општество кое што ќе значи поголема еднаквост, а не еднаквост ја забележуваат и Светска банка и Европската комисија. Ние транзитиравме во едно, да кажеме, феудално општество во кој што едно од основните права, правото на работа, стана привилегија за луѓето. И сето тоа понатаму влијаеше и на руинирање на тој систем на вредности, а моралот и вредностите се многу битни и за економијата. Ја имам пишувано на таа тема. Мислам дека покривме огромен број од темите. Имам уште многу, гледам во концептот кој што го работев пред да почнеме со емисијата. Јутоа да оставиме нешто и за следното гостување на Кирил Миновски. Следниот пат ќе се зафатиме малку и со делов околу моралот, меѓутоа малку и повеќе со делот на политиката. Ако можем да разберем, клучната порака е дека идната влада треба да се фокусира на доброто владење. Македонија во геополитиката не може да биде фактор, да се разбереме, може единствено добро да ги следи тековите. Меѓутоа, начинот на кој што граѓаните ќе овреднуваат идната влада од првиот момент е токму тоа. Добро владење, борба против корупцијата и криминал. Дали добро ве разбрав? Апсолутно. Тоа се главните теми на кои што треба да се фокусира и идната власт. Јасно. Почитувани гледачи и слушатели, ја почнавме емисијата како еспресо со Златев и Боцевски, завршуваме како еспресо со Боцевски. Во наредните неколку дена јас ќе ја водам оваа емисија во подбудното око на Љупчо Златев од Лондон. Се надеваме дека ќе ви донесеме интересни информации, интересни дебати во наредниот период, а во меѓувреме останете на брановите на Радио Лидер, затоа што тоа е радиото со најдобра музичка понуда во етерот на Скопје. Воедно, среќен 79-та годишница од ослободувањето на градот, Скопје, среќен ти роден ден, среќен ден на ослободувањето на нашиот град.